Лазаревска. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитуван премиер, почитувани министри на владата на Република Македонија. Да се подсетиме, да не се заборави и никоја што да не се повтори. Затекнавте руинирани институции, испразнета каса и големи долгови, меѓународно скоро изолирана држава, исфрустрирани граѓани, чија единствена мисла е која дестинација да ја одберат за да може да живеат по достоен живот. Затекнавте катастрофално правосудство, здравствен систем кој не ветува здрава иднина на граѓаните. Затекнавте нефункционално образование, а тоа го потврдија две релевантни меѓународни институции – Организацијата за економска соработка и развој и Светската банка, кои во 2016 година излегоа со загрижувачки податоци во кои се вели повеќе од 2/3 од учениците во Република Македонија на возраст од 15 години се функционално неписмени, кои покажале најслаби резултати според ПИСА за тестирање по наука, математика и читање со разбирање. Меѓународното тестирање ПИСА е една од најчесто користените алатки во светски рамки за мерење и оценување на практично применливото знаење на учениците во образовниот систем во матичната земја. Значењето и способноста на учениците и нивното знаење се мерат во три подрачја, и тоа способност за читање со разбирање и критички пристап во читање на пишаните материјали, математичката писменост и писменост во природните науки. Министерке за образование и наука, вие затекнавте образование кое секоја година наназад добивало негативни оценки од извештаите на Европската унија, кое нема капацитет за реформи, така било дефинирано, и образовни институции кои се неповрзани и неспособни. Како илустрација ќе посочам неколку примери кои само потврдуваат дека за да се уништи еден народ, доволно е да го намалиме квалитетот на образованието, зашто токму тоа, образованието е основниот темел на кој се темелат сите столбови на едно општество, на една држава. Пациентот умира од рацете на доктор кој дипломирал со измама. Зградата се руши од инженер кој дипломирал со измама. Губењето на правдата може да се случи поради судија кој дипломирал со измама. Значи, да резимирам, образованието е темел од кој треба да се почне во изградбата на руинираната држава. Почитувани граѓани, добро е што премиерот, Министерството за образование и наука, целата влада и парламентарното мнозинство го знаеме тоа, и затоа во програмата на владата токму образованието зазема посебно место и е поставено во приоритетите на оваа влада. Тоа го кажува и прераспределувањето на средствата во буџетот за 2018, во кој за образование се издвоени 11,8% од вкупните распределени средства. Но за квалитетно образование не се само потребни средства, туку и квалитетни законски решенија на кои ќе се темелат квалитетни реформи во образованието. Бидејќи претходно беа поставувани прашања од образованието и на дел од моите прашања, вие веќе дадовте исцрпен одговор, ќе ви поставам две прашања, кои сметам дека се значајни не само за просветните работници, не само за учениците и нивните семејства, туку и за целата држава. Колку сте задоволни од динамиката на спроведување на измените, односно реформите во образованието, согласно програмата на владата на Република Македонија во делот образование? Знаеме дека работите одат во добра насока, во одлична насока, се уште нешто по, да речам, во измените на законските решенија не гледаме, се случија некои измени со укинување на екстерно тестирање, сега во процедура беше побрза постапка донесување на законот за учебници. Има и многу активности, би сакала да ги потенцирате и да кажете ваше мислење, бидејќи навистина треба граѓаните да го слушнат колку сте задоволни од таа динамика. Второто прашање кое ќе го поставам се однесува на временската
или периодот или временската рамка, кога сметате дека измените на Законот за основно, Законот за средно и Законот за високото образование ќе дојдат на разгледување и усвојување во парламентот? Ви благодарам. Поставени се две прашања до министер за образование. Поведете министер прво прашање, односно за прво прашање одговор. Ако ми дозволите, јас двете прашања ќе ги одговорам во пакет, а потоа ако има дополнителни прашања ќе доодговорам. Ваш избор може. Значи, во однос на тоа дека образованието е суштински приоритет на владата на Република Македонија, се согласувам со вас и тоа може лесно да се види и од документите кои што се усвоени од владата и од практично динамиката и значењето кое што се дава на прашањата на образование на самата влада. Вчера, на моје големо задоволство, како прва точка беше ставена стратегијата и се даде посебно внимание на седницата на влада со цел да биде усвоена после еден подолг временски период кога се работеше, но исто така и се дебатираше во јавноста. Во однос на динамиката на планираните реформи, таа е веќе утврдена во програмата на владата, а сега веќе и во стратегијата за образование и досега одиме во согласно со она што сме го предвиделе во таа годишна програма на владата. Се почитуваат роковите. Секако процесот не е лесен, бидејќи најтешките реформи, јас реков и ќе повторам, се во областа на образованието, со оглед на тоа што сите лично ги чувствуваме како граѓани, дали преку своите деца, дали преку внуци, дали како наставници во образовниот процес, така што, но исто така и работодавците практично ги чувствуваат успешноста или неуспешноста на реформите кои што се во рамките на образованието. Република Македонија и оваа година ќе помине низ тестирање на писменост на учениците. Ние сме свесни дека резултати преку ноќ не може да се направат, но исто така сме свесни дека во изминатиот период дури ни самите наставници не биле запознавани со процесот на тестирање, така што како Министерство заедно со Државниот испитен центар превземавме определени активности кои значат запознавање на наставниците пред се со значењето на тестирањето кое што ќе се случи во Република Македонија, кое потоа мотивирање на наставниците и потоа таа мотивација очекуваме да биде пренесена и на учениците со цел да добиеме објективни резултати. Искуствата покажуваат дека на некои изминати тестирања дури учениците воопшто не го допополнувале тестот до крај. Тие го враќале непополнет, не сваќајќи го кое е значењето од нивното активно и посветено учество во овие тестирања. Значи, почнавме со наставните планови, се соочуваме со ситуација во која што за голем број предмети нема учебници кои што се напишани и објавени, од причина што или не поминале рецензија како квалитетни, или немало интерес од автори. Минатата недела го реобновивме конкурсот за пишување учебници кои што ќе се користат за изучување на јазикот и културата на ромите, бидејќи сакаме да посветиме внимание на ромите со цел да се овозможи доследна едукација. Очекувам да има интерес од автори кои што би напишале со цел да овозможиме и овој учебник да влезе во настава од следната година. Превземаме мерки за подобрување на достапноста на образованието до сите деца, вклучувајќи ги децата со посебни образовни потреби, така што во рамките на измените на Законот за основно и средно образование ќе има дел кој што ќе се однесува на подостапност на образованието за децата со посебни потреби и обврски кои што државата ќе треба да си ги превземе со цел тоа да го овозможи. Што се однесува до пакетот на закони кои што ќе го пуштиме во собранието, прв од законите ќе биде Законот за високо образование, со оглед на тоа што за истиот работните групи почнаа да работат во јуни минатата година. Имавме еден процес на дебата, но и заедничка работа во која што беа вклучени представници од голем број институции,
од синдикатите, од невладиниот сектор со цел да овозможиме филтрирање на најдобрите решенија, пред се да ја вратиме автономијата на универзитетите, но и да создадеме стандарди за она што значи квалитет на образование и оценка на квалитетот на образованието. Во рамките на законските измени планираме законите за основно и средно како краен рок за доставување до собранието да биде месец јуни, но секако ќе дојдат и порано, јас очекувам, со оглед на тоа што сакаме да биде комплементарна реформата, она што се изменува во законот за основно, да потоа да биде надоврзано и во законот на средно, така што очекувам тие два закони да бидат пуштени во пакет со цел да имаме една хармонизирана реформа. Така што таа е динамиката во делот на законскиот процес. Секако има и одредени други закони кои што ќе претрпат измени, но мислам дека јавноста најголемите очекувања ги има од овие три закони, особено што тука треба да се регулираат прашања кои што се однесуваат на статусот на наставниците. Вие знаете дека прв пат оваа година на наставниците им беше овозможено да користат слободни денови по новогодишните празници, бидејќи тие работни денови практично досега ниту Министерството, ниту директорите не биле воljни да им ги дадат, и тоа беше прифатено со големо одобрување од страна на наставниците. Мојата интенција е одредени законски измени кои што ќе им гарантираат статус на наставниците, за да не зависат од дискреционата волја на било кој министер во иднина или од било кој директор кој што управува со училиштето. Секако ќе има измени во делот на она што значи број на ученици во паралелките. Ќе разговараме за фондот на часови со оглед на тоа што имаме програми кои што ќе значат намалување на број на часови. Јас тоа не сакам да се одрази на статусот на наставниците, така што тоа е една комплементарна реформа и затоа ќе бидат пратени законите во пакет. Ви благодарам. Благодарам и вам. Дали е пратеничката задоволна од одговорите на поставите прашања или има дополнителни прашања? Благодарам. Навистина исцрпно беше одговорено и можам само да констатирам дека сме на вистинскиот пат. Скромноста на вистина е добра карактеристика, но добро е сите да слушнат дека се работи во образованието и дека она што ќе се сработи ќе биде квалитетно. Благодарам.